Добар ден, почитувани ученици. Добродојдете во Училница. Јас сум Ана Дионисиева и наставник по предметот Иновации во Основното училиште Аврам Писевски од Карпуш. Што ќе учиме на овој час? На овој час ќе учиме за вредноста на парите, правилното управување со парите, функциите на парите, историскиот развој на парите и користењето на валутите. Што представуваат парите? Парите се општо прифатено средство кое служи за размена на производите, за чување на вредноста и за плаќање на долговите. Тие се еден вид на договор во рамките на една заедница за користење на одредено средство за размена. Низ историјата парите имале повеќе форми. Прва од формите е стоката. Во текот на историскиот развој, голем број производи служеле како пари. Во античките времиња живиот добиток, школките, солта и другите стоки се употребувале како средство за размена. Подоцна, во 19 век, како основна форма на парите се јавуваат металните пари или ковани пари. Кованите пари биле направени од бакар, сребро и злато. Во Кина, во 7 век, за прв пат се јавуваат банкнотите или книжнените пари. Електронските пари се појавуваат со развојот на информатичката технологија и интернетот како безготовински, што ги употребуваат клиентите и банките преку електронските системи или уреди. Првите платежни картички се појавуваат во 1894 година во Соединетите Американски држави. Почетокот на монетокувањето на територијата на Република Северна Македонија датира уште од крајот на 6 век, каде што пајонските заедници почнале да ги издаваат своите сребрени монети само еден век подоцна од појавата на монетите во светот. Во античка Македонија, во владењето на Александар III Македонски, монетокувањето било едно од најбогатите империјални и популарни монетокувања во историјата. Неговите пари били изработувани не само додека бил жив, туку и по неговата смрт. Во периодот кога се проширила Римската империја, римските монети биле прифатени за размена на секаде низ Европа. На територијата на Република Северна Македонија влегол и римскиот денар. Римскиот денар потекнува од латинскиот збор по 10, односно дени, што ја означува неговата првобитна вредност од 10 аса. Името на оваа деноминација и денес е задржано во голем број држави кои што биле дел од Римската империја, вклучително и називот на современата македонска валута денарот. Кинезите кои измислија хартијата се првите кои што ги вовеле книжнените пари. Но за сето ова стои битна причина, тие немале доволно средства за да направат онолку банкарни монети, односно бакарните монети кои што им се потребни и за тоа почнале да ги користат книжнените пари. Во 11 век италијанските трговци наместо големи количини на монети почнале да употребуваат хартии од вредност кои се нарекувале записи или меници за размена. Со развојот на информатичката технологија или електрониката во банкарството се разви и нов вид на пари или електронски пари. Наместо книжнените или жиралните пари, денес парите се јавуваат во форма на електронски пари, односно во вид на електронски сигнали кои што се чуваат во компјутерите на банките. Со нив не се менува суштинската улога и значењето на парите, како што не се променила ни со другите видови на пари во процесот на дематериализација и на полновредните стоковни пари. Со електронските пари само се унапреди начинот на пренос на парите преку електронски сигнали, се заменија поранишните скапи трансфери со вагони, авиони, блиндирани возила и големо обезбедување. Кои се функциите на парите? Парите имаат различни функции, се користат како средство за плаќање на надоместок на плати, даноци, кири, купување на нешто и други обврски кои што ги среќаваме во текот на нашиот живот. Се користи како средство за размена на стоките, како универзални пари за економско-трговски врски помеѓу различни земји. Акумулирање на парите е натрупување или пак штеден влог во банките. Парите представуваат и стандардна мерка за вредност за стоки и услуги. Начинот на кој што ракуваме со парите, како пристигнуваат парите во нашиот бизнис, како ги добиваме парите, каде ги оставаме, во банка, каса или на друго место,
Тоа значи дека менаџираме со нашите пари. Валутата е еден вид на форма на пари каде што парите се дефинирани како средство за размена. Таа представува единица за размена, односно за управување на односот помеѓу добрата и услугите. Секоја држава има своја валута. Во Европската унија валутата е еврото, во Соединетите Американски држави американскиот долар, во Велика Британија британската фунта, во Швајцарија е швајцарскиот франк, во Бугарија е бугарскиот лев. Тука доаѓа крајот на патувањето во светот на парите. Се надевам дека ви беше интересно. Исто така се надеваме дека информациите кои што ги добивте или ги знаете ќе ви помогнат на некој од земите да ги препознаете нивните валути. Не дозволувајте да бидете измамени. Но пред се, обидете се да разберете која е вистинската вредност на парите. Сега ќе ви оставиме да ги броите не парите, туку сите необични работи што не сте ги знаеле претходно за парите, но ќе останат сега запаметени во вашата меморија. Ви благодарам на вниманието.